Почитувани, добро вечер. Нова епизода од серијалот подкасти ВМРО ДПМН зборува со вашиот градоначалник. Вечерва разговараме со градоначалникот на општина Карбинци, меѓутоа и кандидат и иден градоначалник на општина Карбинци, господин Виктор Паунов. Добро вечер, добро ве најдов. Добро вечер, благодарам на можноста. Јас уште еднаш да ви честитам за добиената поддршка, за повторно да бидете кандидат за градоначалник на општина Карбинци и се надевам на голема победа повторно за нови 4 години поубаво Карбинци. Благодарам, искрено чест ми е за укажаната доверба, тоа значи дека сме ја оправдале довербата, но наша најголема доверба или чест би била она кога ќе победиме на изборите. Верувам дека граѓаните, сите оние кои што се гласачи од општина Карбинци, ќе го препознаат сработеното, ќе го препознаат зошто треба општина Карбинци да се движи по патот на развојот, по патот на проектите. Сега за да дојдеме до она што е изработено, прво мора да се сетиме и да ги подсетиме граѓаните и гласачите што беше наследено кога ја преземавте функцијата градоначалник на општина Карбинци. Па да, искрено 4 години, речи си, сме на нова позиција или сум на позицијата градоначалник. Кога ќе се вратиме назад или пред она избирање или избори кои што беа 2021 година, знаевме до некаде со што ќе се соочиме, да бидам искрен, не беше целосно изненадување кога дојдовме на функциите. Она што реално го наследивме е навистина една нефункционална општина, општина која што во 2021 година во ноември месец кога дојдов јас како градоначалник имаше обврска кон добавувачи и обврска кон поразен основ за плаќање, некаде достигнуваше тој износ од 17 до 20 милиони денари, кои што па и со месеците кои што доваѓа во после изборите, тој долг или тие побарувања стигнуваа и нови. Практично добивме на некој начин се нови обврски, но тоа е во делот на финансиите кои што се справивме умешно, раздолживме се што беше до тој момент како побарување и при тоа да останавме функционални, дури успешни во делот на реализацијата на проекти. Уште на самиот старт започнавме со реализација на нашата програма, но оној дел кој што е и така исто важен за жителите е дека наследивме општина во делот на администрацијата нефункционална или кадровски ослабена, кадровски ранлива општина која што се потруди во овие 3,5-4 години на еден начин да го зголемам кругот на луѓе или тимот за работа во општината и сметам дека успеав до некаде, можеби не во целост, но до некаде да развивам еден поинаков стил на работење, услуга кон граѓаните, но и реализација на програмата, онака како што ја предвидуваме во текот на пред една календарска година, но и на самите избори кога излегуваме пред граѓаните. И третиот дел, оној кој што исто така можеби еден од најважните што го наследивме, а тоа е дека општината Карбинци во изминатите 4 години од претходното владење бележеше многу мал раст, односно реализација на тогашната програма. Еве, да не звучам пластично, некаде од 15 до 20% програмите не беа реализирани на едногодишно ниво. Тоа е фрампантно и не треба ни да се замисли да се води локална самоуправа, а оно што самите тие го планирале да не го реализираат. Тоа беше наследено, нереализација на програма, неработа на институцијата, наследени обврски кон добавувачите и така натаму. Најлошата слика во општина Карбинци пред 4 години беше во комуналното јавно предпријатие Плачковица, кое што беше исто така премногу задолжено, имаше долгови кои што беа постари од 15 години, се влечеле низ годините. Дел од тие долгови моравме да најдеме начин да ги сервисираме, затоа што се доведуваше до прашање самата функционалност на комуналното предпријатие и некаде тогашниот долг беше околу 350.000 евра или некаде 21-22 милиони денари, кој што веќе, еве, можам да кажам со задоволство, 2/3 од овој долг е расчистен, намален во целост, остануваат оние некои
поситни, би рекол, обврски кои што се надевам дека во следниот период и тие ќе успееме да ги раздолжиме, а при тоа самото јавно комунално претпријатие остана во добра кондиција, во добра функција, ги обавуваше секојдневните обврски на високо ниво, успеавме да го задржиме тој колектив, каде што сметавме дека треба да коригираме, да се подобриме, се подобривме, успеавме возниот парк да го подобриме во делот на изѓубрувањето, една од дејностите на самото јавно комунално претпријатие и така да, кога ќе сумираме, еве, во овие сегашни 3,5-4 години имаме една поинаква слика во Карбинци. Јас би сакал да ве прашам, додека сме почетокот на вашиот мандат, може ли да ни кажете кои беа најголемите приоритети кога пред да дојдете на функцијата градоначалник, за кои беа најголемите приоритети на општина Карбинци за едноставно да се подобри животот на граѓаните? Карбинчани или жителите на општина Карбинци имаа проблеми во буквално или во секојдневието, еве да кажам, во секојдневното живење, пред се од комунална природа, потоа инфраструктура, па сите оние основни потреби за живот беа доведени во едно прашање дали може понатаму вака да се живее или мора нешто да се поправа. Ние одлучивме целосно да се посветиме на секој сегмент од општественото живење или од нашето секојдневие. Работевме пред се во делот на инфраструктурата, патната инфраструктура, се градеа улици, се реконструираа стари дотраени улици, се градеа велосипедски, пешачки патеки. Работевме практично секаде каде што сметаме дека има потфрлање до тој момент, а ги имаше навистина многу. Подобривме во делот на екологијата, животната средина, се расчистуваа многу депонии. Водоснабдувањето исто така решивме еден огромен дел од овој проблем кој што децениски наназад ги мачеше граѓаните, така да суштински работевме во секој сегмент и можам поединечно да бројам проекти навистина многу кои што се важни за населените места. Градоначалник, би сакал да ве прашам сега, бидејќи до крајот на мандатот, односно до октомври некаде, има уште неколку месеци, што може ново да очекуваат жителите на Карбинци во овој период? Па, искрен да бидам, во изминативе 2-3 месеци би ги споменал и овие проекти затоа што се свежи или веќе дел од нив завршени, се изградија неколку важни работи. Изградивме неколку тротоарски површини кои што ги спојуваат дел од населените места. Изградивме неколку локални улици кои што подобрија значителен дел од функционирањето и движењето на граѓаните. Зборувам за периодов од 2-3 месеци сега, од оваа календарска година. Започна со изградба еден од крупните капитални проекти кои што ќе го одбележат и ќе ги одбележат овие 4 години, а тоа е доградба на детската градинка во село Таринци, каде што за прв пат во Карбинци ќе имаме можност листите на чекање за упис на дете во градинка да бидат завршена тема или проблем кој што веќе нема да постои. Ќе го зголемиме капацитетот од постоечките 50 дечиња во истоимената градинка на вкупно 100 или го дуплираме самиот капацитет со оваа доградба. Овде новата влада и како помогна во целата реализација на овој проект, заедно со Министерството за труд е финансиран овој проект и учество од 30% кофинансирање на општина Карбинци. Финансискиот дел со висина од 19 милиони денари е целосно одобрен од страна на Министерството и владата и општина Карбинци со свое учество и наскоро очекувам за неколку месеци, некаде нашата проекција е до кај месец септември да биде целосно завршен овој проект и да можеме да го конечно отвориме и овој дел, да имаме решен проблем со сместување на дечиња во градинка. И многу проекти кои што навистина го одбележаа овој период од 4 години. Искрен да бидам, еден проект кој што е моја лична гордост и се надевам дека граѓаните го уживаат благодетот, а тоа е реконструкција на патниот правец село Таринци, село Долни Балван, кој што е локален пат со, би рекол, регионален пристап, затоа што спојува магистрален пат и регионален пат помеѓу овие две населени места. После 5 децении за прв пат овој пат се изгради, односно се реконструираше, се обнови, се прошири самата траса и покрај долж целата оваа траса од 1,6 км се изгради пешачка патека за рекреација, која што е осветлена во текот на вечерта со едно модерно лето осветлување и можам да кажам дека жителите од овој крај
и така го користат сега во овој период на летни топли денови. Навистина еден прекрасен проект кој што општина Карбинци ја чинеше некаде околу 480.000 евра со помош на или поддршка на Светска банка и Министерство за транспорт. Јас би сакал сега тука да искоментирам и онаа помош од владата која што навистина е еден убав буст за локалните самоуправи. Ме интересира колку вам како градоначелник, меѓутоа и на жителите, ова поддршка од владата е важна. Да направиме една споредба, да речеме, што би било доколку не беше таа поддршка од владата? Па не се памети досега во историјата на Република Македонија да една влада, без разлика од која политичка проминенција дошла, да даде ваква поддршка на општините. Јас го секогаш велам поддршка, не е тоа помош, туку е поддршка. Така треба да функционираат институциите, со поддршка и со заедничко делување за потребите на граѓаните. Граѓаните се тие кои што бараат секогаш од општините. Општините имаат ограничени одговорности кога се во прашање ингеренциите, а граѓаните имаат понекогаш барања, потреби од друг тип кои што општините не можат да излезат во пресред. Затоа е секогаш важна соработката и координацијата на институции од државно ниво со институциите под општините, односно локалната самоуправа. Така да ова е една сериозна поддршка и општина Карбинци е во првиот лот од овој унгарски кредит искористи можност од некаде 150.000 евра средства кои што проектот е веќе завршено. Тоа е изградба на сервисна улица 5 во селото Таринци со должина од 420 метри и еден инфраструктурен зафат огромен за една рурална средина која што има урбан лик веќе наликувана е на градска населба, тоа е селото Таринци, исто и село Карбинци, тоа се две населени места кои што веќе се препознаваат како и урбани градски населби во општина Карбинци. И искрено сме во фаза на потпишување на договорите од вториот лот. Очекувам деновиве тоа да се случи, каде што општина Карбинци ќе може да искористи уште 461.000 евра за проекти од оваа мерка или од овој кредит. Вкупно некаде речиси околу 600.000 евра, мислам дека така е пресметката, ќе имаме можност за една календарска година или буквално за период од еден буџет да искористиме поддршка од државата во проекти во општина Карбинци. Конкретно за овој втор повик, ние веќе аплициравме и се одобрени 4 проекти кои што се во вредност од ова која што ја споменав 461.000 евра, се во повеќе населени места и се од инфраструктурно значење, дел од патната инфраструктура, дел од животната средина и регулирање на еден одводен канал во населено место Долни Балван. Така да сумирам, ќе имаме едно плодно лето со нови проекти. Ова е што се вели со поддршката од владата, но општина Карбинци и така кој има проекти кои што сега ќе следат од само сопствено финансирање, тоа се пред се во делот на инфраструктурата, повторно ќе кажам, улици, патишта и така натаму. Јас би сакал, бидејќи ми го одговоривте следното прашање за проектите, односно со колку проекти има аплицирано општина Карбинци, би сакал да ве прашам дали можете, бидејќи спомнавте еден проект со кој се гордеете, меѓутоа дали можете да ни одвоите вака да речеме со кои проекти се гордеете или да речеме ќе го запаметите вашиот мандат во општина Карбинци? Па да, би набројал неколку, иако навистина имаме проекти буквално во секое населено место кои што можеме да ги збориме во детали, меѓутоа тоа се голем број на проекти, но би издвоил од покрупниот карактер на проекти. Тоа е, како што ви кажав, локалниот патен правец село Долни Балван, село Таринци. Потоа изградивме или реконструиравме и доградивме, така беше називот и на проектот, на подрачното училиште во селото Таринци, кое што исто така е во една претходна руинирана состојба, старо повеќе од 60 на години беше тоа училиште. За прв пат добија идните генерации можност да учат и да посетуваат настава во едно модерно училиште со обновени простории, доградено со сите модерни европски стандарди. Тоа е проект кој што искрено сум премногу горд на тој. Детската градинка која што е веќе во фаза на доградба и ќе заврши за некој месец од сега.
Овдека би ги споменал проектите во плачковичките населени места, тоа се во делот на планината Плачковица и се кај што ги опфаќа делот на турското население во општина Карбинци. Тоа е селото Кучица, каде што за прв пат во ова населено место изградивме улици во должина од 1 километар и мост кој што ќе ги поврзува двата краја на самото населено место. Се работи за село кое што е од специфичен тип, односно географската положба е на еден поинаков начин во падините на планината практично и затоа беше малку отежнато и пристапот, но и самото движење во ова населено место и тоа е проект кој што и така кој е значаен за населението таму. Она што исто така сум горд, а тоа е 6 депонии расчистени во општина Карбинци. Тоа беа легални депонии во минатото, каде што и јавното предпријатие Плачковица депонираше отпад, повеќе тие не постојат во општина Карбинци, повеќе нема легална или дива депонија на истата територија. 6 депонии се затворени во целост. Овдека би го споменал исто многу важен проект, ќе го издвојам, а тоа е меѓуопштинскиот локален превоз со општина Штип, каде што општина Карбинци и општина Штип се поврзаа со линиски превоз, а општината овдека го субвенционира истиот на месечно ниво. Одвојуваме еден добар дел од средствата, каде што и учениците го користат, оние кои што се движат до градот Штип во средните училишта, но и го користат граѓаните во 95% од населените места во општина Карбинци и навистина поевтина можност имаат можност по ефтина цена да изведат дневна, месечна, повратна карта билет да одат до градот Штип. Ние сме на некои си 6-7 километри од градот Штип и така е важно да бидеме поврзани со еден ваков превоз и тоа го направивме и успешно функционира веќе втора година поред. Има многу проекти, еве на крупно би издвоил, изградивме 6 повеќе наменски мултифункционални игралишта, од кои 5 се со модерна тартан подлога и денес сме сведоци на многобројни надпревари кои што се организираат во овие населени места по повод празниците кои што ги имаат тие населени места. Сведоци сме на фудбалски турнири во мал фудбал, на многу активности кои што се таму случуваат. Народот веќе живее поинаку, се дружи, спортува, гледа, навива. И тоа е важен елемент за нашиот социјален живот. Можам да кажам дека исто така изградивме 6 детски забавни паркови, исто со модерна тартан подлога, со дел нови, дел обновени реквизити и многу проекти, повеќе од 25 километри улици, локални асфалтирани, реновирани, тампонирани полски патишта до земјини површини и многу други проекти, пешачки патеки, како што кажав претходно. Имаме навистина проекти кои што можеме да збориме и 2-3 часа. Тоа е одлично. Јас би сакал вака како за крај на овој подкаст, дали може да ни откриете нешто можеби за воиднина кои ќе бидат идни ваши проекти и што може да очекувате во наредните 4 години, со оглед на тоа дека и јасно и партијата смета дека кандидатите на ВМРО ДПМН за градоначалници ќе бидат убедливи победници во општините, така да јас би сакал да прашам што да очекуваме во наредните 4 години. Граѓаните треба да бидат спокојни, затоа што и во следните 4 години во општина Карбинци ќе се гради, ќе се работи со силен интензитет, како што тоа беше пример и до сега. Ние ќе продолжиме да работиме во насока на подобрување на инфраструктурата, онаму каде што сме стигнале, не сме застанале, сме стигнале до овој момент, продолжуваме, нема да имаме никаков прекин, застој во нашите активности. Продолжуваме да вложуваме во делот на спортот, активностите во оној локален спорт или оние, да речам, игралишта, повеќе наменски, локална инфраструктура во делот на, односно спортска инфраструктура во делот на повеќе населени места. Граѓаните треба да очекуваат овој пат со поддршка на владата. Имаме влада која што ќе се грижи за потребите, кои што не се директна ингеренција на општината, а тоа се земјоделието пред се. Ќе вложиме во реконструкција и изградба на каналите за наводнување. Тоа е проект кој што го ветивме и пред 4 години, но не најдовме на слух од страна на претходната влада, заглавија многу процедури во институциите тогаш и очекувам сега заедно со министерот за земјоделие да направиме конкретен акционен план по ова прашање и во следниот период јас како иден градоначалник ќе се вложам максимално по линијата за наводнување во општина Карбинци да добијат
вода и да имаме еден решен проблем вековен, еден деценијски, да не кажам вековен, кој што имаме навистина реки низ Карбинци, но немаме вода во полињата. Тоа се надевам дека ќе биде главниот проект за следниот период и многу проекти, како што кажав и до сега, како што работивме, тоа се партерни уредувања, тоа се урбани уредувања. Целта на нас ни е во оние населени места каде што имаме такви услови, тоа да го направиме, да изгледаат тие уредени населби, да изгледаат населби кои што ќе имаат, граѓаните ќе го менуваат, веќе ќе ги менуваат навиките во едни поинакви, односно веќе градски, урбани навики и ќе можеме да немаме повеќе проблеми, иако веќе се надевам дека повеќе од 90% се решени овие комунални проблеми. Во 21 век незамисливо е да разговараме за проблеми со депонии, за проблеми со канализации, водоводи. Очекувам и она што ќе остане за работа во следниот период да биде целосно завршено. Градоначалник, јас ви благодарам за ова ваше вечерашно гостување. Ви посакувам многу среќа на изборите, огромна победа очекуваме и се надевам дека сите оние проекти кои што ќе ги има во вашата предизборна кампања ќе станат реалност во наредните 4 години. Благодарам на можност. Се гледаме во следна прилика. Ви благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вашето внимание. Разговаравме со градоначалникот на општина Карбинци Виктор Паунов за реализираните проекти, но и за оние кои што следуваат во следните 4 години. Вам уште еднаш ви благодарам за вниманието и се гледаме во следната емисија. Поздрав и секое добро.